Почитувани, Грција има ЕРТ, Еленики радиофонија, телеораси. Србија има РТС, Радио телевизија Србија. Бугарија има БНТ, Бугарска национална телевизија. Албанија има РТШ, Радио телевизиони Шкиптар. Косово има РТК, Радио телевизиони Косова. Велика Британија ја има BBC, British Broadcasting Service. Само Македонија и македонскиот народ немаат сервис кој ќе го одржува идентитетот. Поради СДСМ и Зоран Заев, Македонија го губи символот на македонското радио и телевизија. Почитувани, се наоѓаме пред македонската радио-телевизија, основана со одлука на првото заседание на АСНОМ, институција на која со одлука на Зоран Заев и се брише името и се обезличува. Со одлука на владата, македонската радио-телевизија станува национална радио-телевизија. Преименувањето на македонската радио-телевизија е доказ дека Зоран Заев и СДСМ не го сочуваа институционалниот идентитет. Преименувањето на МРТ е доказ дека Република Македонија, поради договорот од Преспа, не може да ги користи придавките македонски, македонско и македонска. Зоран Заев и СДСМ тврдеа дека е зачуван институционалниот идентитет. Гледаме дека не е. Преименувањето на МРТ е удар врз културното наследство на македонскиот народ. МРТ е првото радио на македонски јазик, преку кое за прв пат македонскиот јазик е пуштен во етерот. МРТ е вистинска културна ризница. Во МРТ се чуваат сите архиви во вид на аудио и видео материјали за создавањето на државата. МРТ е символот со кој што македонците, македонската диаспора и македонците од соседството се идентификуваат со Република Македонија. Првата програма на македонското радио се слуша во цела Македонија, како и во соседните држави каде што живеат македонци. Грција, Мала Преспа и Голо брдо во Албанија. Бугарија, како и во Србија и на Косово. Првата програма на македонското радио се слуша и преку интернет, како и на сателит. Името Национална радио-телевизија не значи ништо. Не представува никого, не поврзува никого, не одразува ничии ставови, култура, посебност. Македонскиот народ не го заслужува ова понижување. Зоран Заев и СДСМ мора да си заминат. Потребно е масовно излегување на претседателските избори и победа на Гордана Силјановска-Давкова, што ќе биде причина за распишување на нови предвремени парламентарни избори. Благодарам.